Кога си бил најгорд онака за било што од кариерата? Тие 3 минути на сцена во Бирмингем на Евровизија. Така? Да. Со радост се враќаш на тоа, на пример? Тие ми се најсветли 3 минути во И животот. кога си го гледаш тоа видео, со кејф го гледаш? Да. Со насмевка на лице? Да. Македонија не знам како го доживеа тоа. Ми кажуваат дека кога идел преносот, дека улиците биле пусти, дека сите гледале пренос, дека било историски момент прв пат Македонија на Евровизија и дека никој жив немало надвор, дека сите гледале. Не разбирајќи го концептот на Евровизија, мислеле дека моето пласирање во втората половина на табелата е неуспех. Кога уште не знаеа како функционира, мислеа дека тоа е катастрофа, кога видеа дека после сите се 15, 16, 17, малце ме, али тие 3 минути на Евровизија за мене лично беа врв на моето музичко исполнување, затоа што сватив дека сум стасал од тотален локален анонимус на позиција да представувам држава пред 150 милиони луѓе, кои што никој не чува. Луѓе ми викаат дека прв пат на мојата песна слушнале како звучи македонски јазик. Немале концепт, немало филм македонски, енглез, француз, кај не биле во допиреност само со тоа. Не им дошол ни македонски филм, ни македонско ништо. И прв пат вика, ти кога пеше, прв пат вика, чувме како збореве, руски, не е руски, и македонскиот јазик им зазвучал, јас на тоа сум горд. На тоа сум горд. А кога отиде таму, осети разлика во однос на подготовки, буџет, оние организацијски делови за разлика од други некои држави? Па не може да нема разлика, бежаре. Ова е крпен шоу бизнис овдека, а он е врвен шоу бизнис. Значи нема подалеку. Нашата земјичка има најмала варијанта, најбедната варијанта на шоу бизнисот е овде, а она е највисоката варијанта европска на шоу бизнис. И поголема разлика не може да има од Македонија до Евровизија. Ама дававте се од себе. Верувам ти и сите други, така? Емотивна е приказката. Така? У мојот случај не знам за другите изводувачи, али кај мене емотивното дека сум прв и дека пред мене никој не бил, дека цел живот ја гледам Евровизија, а македонец не стапнал на таа бина пред мене. Кој би одвоил некако најзаслужен, ама знаеш, онака, кој би одвоил освен тебе, што би требало да го запамтиме дека бил дел од таа приказка? Кој помагал најмногу? Или не можеш да одвоиш еден двајца? Изведувачи? Не, од организацијата, знаеш, некои луѓе што никој не ги спомнал ни ништо, а сепак биле мега важни за тоа. Се да бидете колку што треба со тој мал буџет, да излезе секако што треба. Знаеш, ти си само на сцена, но имаш пратечки, имаш логистика. Одговорот е дека никогаш не би отишол повторно, не ми се одело на Евровизија, не сум помислил да одам затоа што видов колку е мачно и колку си сам на себе оставен за Евровизија. И колку треба да се изнамачиш за да истераш приказката, и затоа реков ја никад не би го направил ова повторно, ми беше убаво, да, тие 3 минути на бина, али се околу беше премногу тешко и комплицирано. Ајде објасни го малку подобро тоа, знаеш, што се случува, дај ни перспектива. Ја немав никаква поддршка од никого. Отидов без спонзори, без спот, без ништо, без пари, без одело, без ништо, ни шминкер, ни фризер. Точно, пример, оделото сам го зеде, се сеќаваме на тоа одело. И кога видов колку се изнамачив за да ги истерам тие 3 минути овакво, реков ја више никош не го правам. Ова е претешко за таа награда, али бидејќи еднаш се фатив на орото и го изиграв, друг пат никош не би отишол, затоа што самата организација не носи поддршка. У моје време, не знам денес како изгледа Евровизија, у моје време беше снаоѓај се како знаеш, толку имаш.